Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент, кое денеска го посветуваме на одржаниот студентски надпревар во ораторство UKLO Trivium 2025. Ана Анастасова, студентка на Педагошкиот факултет во Битола, е најдобриот оратор на надпреварот UKLO Trivium 2025, кој минатата недела во рамки на прославата по повод денот на основањето на UKLO 25 април го организираше Универзитетското студентско собрание на UKLO под капата на Европската универзитетска алијанса Colors. Второто место го освои Теодора Христовска од Економскиот факултет во Прилеп, а третото место му припадна на Дарко Трпковски од Правниот факултет на UKLO. На надпреварот, 7 учесници говореа на слободна тема и имаа можност да ги искажат своите мислења и ставови по прашања кои ги сметаат за важни за нив и за општеството воопшто. На надпреварот, учесниците говореа на слободна тема и имаа можност да ги искажат своите мислења и ставови по прашања кои ги сметаат за важни за нив и за општеството. И оваа година UKLO Trivium се одржа во свечена атмосфера, со присуство на ректорот професор доктор Игор Неделковски, проректорите Јасмина Буневска-Талевска, Јове Димитрија Талевски и Цветко Андреевски, председателот на Сенатот на UKLO професор доктор Филип Поповски, генералниот секретар магистер Теодора Михајловска, декани, професори, студенти и гости. Пред почетокот на надпреварот разговаравме со ректорот Неделковски, кој потенцира дека UKLO Trivium е одлична можност да се слушне гласот на студентите. Традиционално се одржува UKLO надпреварот во ораторство UKLO Trivium, активност која долго години е присутна на нашиот универзитет. Ги одбираме најдобрите оратори кои протоа продолжуваат на државни и на меѓународни надпреварувања и имам задоволство да се пофалиме дека скоро секоја година оние што ќе ги избериме како најдобри на нашиот надпревар за ораторство, потоа на државниот или регионалните, освојуваат некое од оние наградени места, прво, второ. Голема благодарност на студентите, оваа активност се организираат самите универзитетски студентски сојуз, но исто така и на професорите и професорките кои им се ментори на студентите и ги обучуваат за ораторските вештини. Што очекувате да слушнете денеска од студентите? Па темите се тајна, барем за мене, ги знаат само студентите и нивните ментори. Имаме и жири комисија составена од реномирани професорки и професори од областните поврзани со ораторството и тие ќе ги оценат и темите, но и самиот израз, говори така натаму, така да и јас очекувам да видам. Надпреварот во ораторство UKLO Trivium 2025 го отвори лидерот на студентите Димитар Атанасовски, кој поздравувајќи ги присутните, рече: Навистина ни е задоволство да го организираме овој традиционален надпревар по ораторство UKLO Trivium. Задоволството е уште поголемо, бидејќи ги слушаме нашите колеги како говорат за теми кои се важни за нив. Со ова, УСС докажува дека ги поддржува своите колеги во развитокот на своите лидерски и ораторски вештини и во иднина исто ќе ги поддржува. Затоа, ние сме нивните докажани, избрани представници. Од УСС за студентите. Ви благодарам. Жирито кое ги оценуваше надпреварувачите беше во состав професор доктор Билјана Граматковски од Педагошкиот факултет, професор доктор Изабела Филов од Високата медицинска школа и професор доктор Снежана Саламовска од Економскиот факултет во Прилеп.
Веќе слушнавте како ги поделија наградите. Разговаравме со наградените, но и со останатите учесници. По музичката пауза ќе ги слушнете разговорите и секако нивните говори. Останете со нас на 90,8. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои имнина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај. И како што кажавме, сега разговорите со најдобрите оратори на Укло Тривиум 2025. На почеток со третопласираниот Дарко Трпковски од Правниот факултет на Укло, со кого разговаравме пред соопштувањето на одлуката на жирито. Дарко Трпковски. Дарко, за прв пат чинам или втор пат на Укло Тривиум? Ова година ми е втор пат, минатата година учествував и освоив третата награда. Сега годинава прв настапуваше, го скрши мразот, да речеме. Импресивен настап, морам да кажам. Ви благодарам пред се. Да, го скршив мразот, да кажеме, за овај употребим оваа година и мислам дека беше еден солиден почеток, еве кажам. Пред да го слушнат и нашите слушатели на Укло ФМ твој одговор, еве на кратко само инспирацијата твоја или поводот твој за твој одговор врзан за здравството, мислам како општествен проблем, ќе го кажеме. Да, значи инспирацијата за да го напишам овај говор за овој употребиум беше нели скандал од онкологија и да речам таа некоја проблематика што имаме кај нас во општеството и главното прашање во тешката мисла на овај говор, односно колку вреди еден човечки живот. Да се запрашаме ние како луѓе каде грешиме, до кога ќе трпиме, колку вреди еден човечки живот. Дали вреди еден крст пари или вреди многу повеќе. За крај,
Како гледаш ти на Укло Тривиум? Совршена можност за секој од студентите на Укло да се искажат и да ги подобрат своите вештини лидерски и ораторски. Ти благодарам. Благодарам. Колку вреди еден човечки живот? Ова прашање и мене ме мачи. Пред некој време гледам на социјалните мрежи, преливаат наслови кои гласат: лековите не стигаат до пациентите. Лекови биле заменувани, препродавани, распределувани со ништо. Гледам слики како болни луѓе лежат на болничките кревети и се надеваат дека ликот кој ќе го примат ќе им даде макар ден повеќе живот. Како да сме во филм, како да сме во хорор приказ на насловена скандал онкологија. Замислете го стравот и неизвестноста после моментот кога ви соопштуваат дека боледувате од неголемата чума на човештвото. Тиво убиец без лице, рак, болеста која не ги отбира своите жртви и не дава шанса за помилување. Во тој момент седите и размислувате: дали ќе преживеам? Уште колку денови живот имам? Си го поставувате и најабсурдното прашање: колку ќе ме чини лекувањето? Па, искрено да ви кажам, за нашиве лекари, вашето лекување би чинело еден приватен лет и одмор во хотел со 5 звезди сигурно. Во тој момент, разбирате, сваќате и целиот свет ви се руши. Но не се предавате, бидејќи гледате на светлина, гледате доверба во здравството и во системот. Се надевате дека таа светлина е крајот на таа ваша подмолна болест и дека вашата ренесанса започнува токму таму. Се држите за една трошка надеж, бидејќи во тој момент таа е се што имате. Сега замислете дека таа надеж е брутално уништена, затоа што тој некој ѓавол, скриен под тој бел мантил, решил да го продаде вашето право за живот за грст пари. За грст пари, бре луѓе! Толку вреди еден човечки живот. А вам, алчни ѓаволи, колку ви се крвави рацете? Ова не е само хорор приказ. Ова е реалност и злосторство. Злосторство против оние кои веќе еднаш биле жртви на најтешката битка. Злосторство против секој од нас, бидејќи утре ова може да сум јас, може да си ти, може да си ти, може да е некој друг што го сакаме. Како би се чувствувале ако да знаете дека некој ваш близок е изложен на болка, а тоа некој го прави само за да заработи? Дали ќе ви е заедно кога ќе да знаете дека нивните животи и нивните судбини се само играчка во рацете на некој алчен по пари? За нечија приватна добивка тие луѓе го губат неголемото нешто што го имаат. Својот живот. Но прашањето е дали ќе останеме само неми сведоци на ова злосторство или конечно ќе побараме правда. Доста е, бе, луѓе. Време е да престанеме да ги затвораме очите пред оваа реалност и да бидеме тивки во нашата бучава. Мораме да действуваме. Мораме да превземеме конкретни чекори или утре ќе биде предоцна. Време е да действуваме. Или за секогаш ќе останеме само гласни во својата тишина и ќе останеме невидливи во светлината. За секогаш ќе бидеме само крст пари за другите. А сега да ве прашам, колку вреди еден човечки живот? Ви благодарам.
како луѓе без сенки. До тогаш ти јас како небо без звезди. До тогаш ти Теодора Христовска од Економскиот факултет во Прилеп го освои второто место на Укло Тривиум 2025. Разговаравме и со неа. Ти ми се представиш? Јас сум Теодора Христовска, студент на Економскиот факултет во Прилеп. Чест и огромно задоволство ми е денес што сум тука на овој голем настан. За прв пат учествувам, излегување од мојата комфортна зона, но прекрасно искуство. Добро, и во твојот говор го кажа тоа, дека треба да се излезе од комфортната зона. Се подготвуваше подолго време за преварот или? Па да, посветив доста време, мислам, не го чувствував како задача, туку баш како огромно задоволство. Беше веќе на почеток со мала трема, можеби, но... Да, имав трема, но мислам дека ќе после мене владе емоцијата повеќе, така да... Добро, врзано за твојот говор и за она што сакаш да им го порачаш на твоите колеги, студенти, соученици или врсници да излезат од комфортната зона. Да излезат од комфортната зона, секоја можност што им се пружа да искористат максимално, зашто живееме во таков свет каде што треба да испробаме, значи имаме доста многу шанси кои ни се нудат и на факултетот, исто така на универзитетот, така да треба да излеземе од својата комфортна зона и кога ќе се пронајдеме самите себе си, ќе значи многу и за општеството околу нас. Ти благодарам за разговорот. Ви благодарам. А сега и нејзиниот говор. Исти мисли, исти луѓе, иста рутина, без ниту еден чекор напред. Она тивка, позната, мирна зона, каде што ништо не предизвикува, ништо не боли и ништо не менува. Звучи познато, нели? Тоа е нашето сигурно прозорче низ кое го гледаме светот, плашејки се да ја отвориме вратата кон она што е надвор. Ке не сретне сомнежот од непознатото, стравот од неуспех, несигурноста во разбирањето. И така во моментите кога можноста е пред нас, ние само немо наблюдуваме како таа полека не се ниска од рака. Невидливи, но моќни емоции не обземаат, не гушат. Истовремено го потиснуваат нашиот потенцијал и нашата храброст да прифатиме различност. Но дали вистински не штитат или не заробуваат? Колку верзии од самите себе никогаш не ги запознавме, само затоа што не се осмеливме да излеземе од тишината. Иронично е што токму во моментите кога се чувствуваме најсигурно, ние полека се губиме себе си. Како огледало кое ни создава илузија дека се е во ред. А зад нас стои се што можевме да бидеме. Неостварени соништа, желби, креативни идеи, перспективи. Но тие не исчезнуваат.
тие остануваат некаде длабоко во сенката на нашето постоење. И не затоа што не постои можност да станат реалност, туку поради присуство на страх. Зошто комфорната зона не учи да молчиме кога треба да зборуваме, да чекориме назад кога треба да се исправиме. Само затоа што таму не чека сигурност, туку неизвестност. А ние често ја бираме сигурноста дури и по цена на себе откажување. И така наместо гласови, тишина. Наместо храброст, навика. Јас денес не зборувам за големи херојски подвизи. Зборувам за едноставниот, но најтешкиот чекор во животот. Да се соочиш со собствениот страх и да го побиеш гласот што ти шепоти. Не можеш, не вредиш, нема да успееш. Покрај личната борба со стравот и ограничувањата, време е да погледнеме пошироко. Како последиците од нашата удобност допираат до сршта на нашата човечност. Сетете се колку пати сме се повлекле кога сме сретнале дете со попреченост. Колку пати сме свртеле поглед затоа што не знаевме како да се однесуваме, како да придеме, како да бидеме таму за нив. Тие не молчат, не се кријат. Ние сме тие што се повлекуваме. И токму кога тие имаат најмногу потреба да бидат слушнати, видени, прифатени, ние одбираме тишина. Тишина што боли повеќе од кажан збор. Да се осмелиш да излезеш од својата сигурна зона, значи да се осмелиш да погледнеш подалек од предрасудите, да поставиш прашање, да понудиш присуство, да бидеш човек пред се. Но вистинската човечност не значи да бидеш совршен. Значи да се обидеш, да зачекориш во непознатото и гласно да зборуваш, дури кога тишината те стега. Нека ни затрепери гласот, нека не биде се совршено, нека има и падови и подвизи. Но надвор од тишината, надвор од стравот, ние растеме. Таму се наоѓаме себе си, таму се раѓа храброста. Ви благодарам. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. Бум бум бум, и
Почитувани, сега ќе имате можност да го проследите и разговорот со добитничката на Ловаровиот венец, најдобриот оратор на Уклотривиум 2025, Ана Анастасова, студентка на Педагошкиот факултет во Битола. Секако и нејзиниот говор потоа. Ке ни се представиш? Здраво, јас сум Ана Анастасова, студентка на Педагошкиот факултет, 2 година. Прв пат учествуваш на Уклотривиум? Да, прв пат ми е. Лани бев бруцош, ми беше малку страв, не бев сигурна во себе, но годинава видов дека сакав да се представам во најдобро светло и да го искажам она кое што ми тежеше на душата. Ајде да им кажеме на слушателите за твојата тема. Мојата тема беше бегството на младите од Македонија, односно она што тие не го гледаат во себе и не се поправаат самите себе, го обвинуваат само системот, да не се свесни за својата моќ и она што можат тие да го направат за да создадат промени во својата татковина. Рече, куќа можеш да најдеш секаде. Но домот е единствен, тоа е во нашето огниште кое што ние го плукаме постојано и мислиме дека на друго место ќе најдеме нешто што е неопходно за нашиот живот, но потеклото и домот е нешто кое што ќе остане во нас и друго место не може да го замени тоа нешто. Јас искрено се надевам дека е се поголем бројот на млади кои што размислуваат исто како тебе. Се надевам и јас. Затоа ја одбрав и катедрата за македонски јазик и книжевност. Сметам дека секој зборува на својот јазик најлесно и најмногу може да се искаже и сите тие проблеми и другите учесници имаат слични теми на кои укажуваат на тие проблеми дека се продаваме на некој начин, за жал. Ти благодарам за разговор. Се надевам и до година ќе те гледаме на Уклотривиум. Сега се скрши веќе мразот, знаеш како е, со повеќе искуство. Се надевам, ви благодарам и вам. Роди ме мајко со среќа и фрли ме на буниште. Поговорка која сликовито започна да ја прикажува денешната реалност. Мајките ги испраќаат своите чеда во потрага по среќата низ белиот свет. Не постои семејство кое што нема рода во тугина, која служи за пример на секој втор млад човек во земјава. А тој кукавички чека да биде повлечен од диаспората. Другари, колеги, кажете ми зошто го правиме ова? Коските на нашите предци јавно се превртуваат по гробовите. Ниту душманите, ниту бомбардирањата, ни елементарните непогоди не успеале да ги предомислат во нивната намера за обстанок. Со глава го кршеле оловниот јарен, со раце ја копале карпестата почва и непоколебливо и упорно саделе. А ние? Ние ни на плодната почва не сакаме да фрлиме семе и го одгледаме до никнување. Она што го ставиле нашите предци, го срамливме со земјата и го искористивме како оружје против мајката која не задојда. Ако секој од нас ставеше по еден камен во градењето на тврдината, досега и ќе ни позавидеа на успехот кој се темели на нашето братство. Само еден камен на човек ќе беше доволен да се изгради нешто големо и вредно. Но нашите тврди глави ги помешале поимите орудие и оружје. Кога успеавме да ја замениме емпатијата со апатија? Само што проодевме, а веќе трчајки бегам од преградката на нашата изнемоштена мајка. Си го лажеме срцето, дека оддалечина ќе ја сакаме најмногу. Ги игнорираме изминатите дузина макотрпни векови и дозволуваме последните 3 маргинални децении да го досудат крајот на надпреварот. Па судиите на кои ја доделуваме таа чест не ни ги испратил душманот, ние сами си ги бираме. И на крајот не ни се допаѓаат. И тоа е во ред, барем почнавме да ја будиме свеста. Но кога веќе се сетивме, зошто секој од нас не погледне во своето огледало и започне со себе промена? Ајде ние да го земеме кормилото во своји раце и го поведеме бродот низ бистрите води. До кога ќе го избираме полесниот пат, пуштајки корења во својата комфорт зона? Си плукаме по огништето. Несвесно се самоуништуваме и смевајки го народното творештво. Традицијата ја закопуваме заедно со предците
Играрната ја разбираме само како средство да го прошетаме светот и на крајот да останеме таму некаде. Куќа ќе најдеме секаде. Може би поголема и полуксузна, но домот е единствен. Дали може да има друго место за еден македонец, освен Македонија? Благодарам. Сите учесници на Уклотривиум 2025 добија пофалници, а најдобрите дипломи и парични награди обезбедени од Универзитетското студентско собрание на Укло. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав, ти си мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Како што кажавме претходно, жирито кој ги оценуваше надпреварувачите беше во состав професор доктор Билјана Граматковски од Педагошкиот факултет, професор доктор Изабела Филов од Високата медицинска школа и професор доктор Снежана Саламовска од Економскиот факултет во Прилеп. Има тешка задача да ги одберат најдобрите оратори. Тоа го потврди председателката на комисијата, професорката Граматковски, во разговорот што го водевме со неа. Професорке Граматковски, како што кажавте и самата, еден од надпреварите во кој што жирито имаше најтешка одлука. 7 учесници, меѓутоа сите би рекле на едно исто ниво. Може би малку одстапувања кој погоре, кој подолу, но извонреден квалитет, би рекле.
Се согласувам со вашата констатација, како што и кажав кога излегов како председателка на комисијата да ги соопштам резултатите. Јас учествувам на ораторските надпревари во некаква улога од 2016 година. Како оваа година, толку силни студенти, толку силни оратори и ораторки не сме имале. Како што зборуваа предходно, ректорот и другите изборуваа за обстојувањето на универзитетот, во моментот ми прелета една мисла која што навистина е тврдење повеќе, а не е мисла, дека овие 7 студенти кои што денес учествуваа, всушност ги држат цврсти темелите на нашиот универзитет. Како комисија, кога се повлековме и кога требаше да ги ја донесеме заедничката одлука, навистина ни беше тешко, меѓутоа нијанси одлучуваа. Тие нијанси, јас и останатите две професорки, професорката Изабела Филов од Високата медицинска школа во Битола и професорката Снежана Саламовска од Економскиот факултет во Прилеп, ги согледавме тие фини нијанси и разлики во говорењето и заеднички едногласно ја донесовме одлуката. Убави говори подготвени, не само напишани, туку и изведени. Навистина успеја ораторите наши да ја пренесат и емоцијата, чувствата нивни, меѓутоа да пренесат и апели, пораки, барања, се она што се очекува практично од млади. Точно така. Затоа и секоја година темата е слободна. Секој да пишува за она кое што добро го знае и на тоа убаво ќе говори. Секој од нас се најде барем во еден од тие говори и тоа нивните говори ги правеше да бидат полни со чувства, полни со емоции, а тоа се забележа и кај аудиториумот. Сите тие чувства, емоции, апели, ставови стигнаа недвојбено до аудиториумот. Сега она што и ректорот го кажа во изјавата за медиумите, редовно, значи неколку години наназад, нашите најдобри оратори од Укло Тривиум учествуваат и на државниот надпревар и оттаму се праќаат со награди. И тоа благодарење мораме да кажеме и на вас, затоа што вие посебно потоа работите со најдобрите, да ги подготвите да бидат уште подобри кога излегуваат на државен надпревар. Да, ја очекуваме поканата да дојде. Го организира фондацијата Конрад Аденауер по повод 9 мај. Најдобрите 20 студенти од овој ораторски надпревар ќе учествуваат таму. Таму темата не е слободна, секогаш има зададена тема и тоа уште еднаш само ќе ги покаже квалитетите на нашите студенти кои што се подеднакво добри и во зададените теми и во слободните теми. Така, сега како професор кој што и работите на педагошкиот факултет и предавате токму предмет кој што е врзан со говорењето, што ќе им порачате на студентите, меѓу не само на студентите, туку и на граѓанството. Ова го прашувам и барам од вас, ете и врзано за јубилејот 80 години од кодификацијата на македонскиот современ јазик. Имавме и тема таква од ораторите денес. Ако зборувам за македонскиот јазик, тогаш мислам дека не треба нешто посебно да порачувам, бидејќи студентите знаат дека јазикот е нивната единствена татковина. Оно што сакам да им порачам на студентите е следното. Ако ние како повозрасни генерации не бевме доволно гласни за да смениме некои работи во ова општество, тогаш тие тргнувајќи од овој ораторски надпревар, сите тие размисли кои што ги имаа гласно треба да ги дисеминираат со македонската јавност. Посебно делот кој што се однесуваше говорот на првиот студент за случаевите на онкологија, тоа посебно мене ме трогна, и ако овие идеи излезат и овие размисли на студентите излезат подалеку од овие ѕидови, а сметам дека ќе излезат бидејќи овие студенти се силни, храбри и инспиративни, тогаш навистина сме направиле добро дело. Ви благодарам за разговорот и еве да очекуваме до година на Укло Тривиум 2026 да имаме уште подобри од овогодинешните, па да имате уште потешка задача. Ви благодарам, се надевам дека ќе биде така, од година во година надпреварувачите созреваат и се подобри и знам дека така ќе биде. Сигурна сум во тоа. Ви благодарам уште еднаш.
Преку Укло Тривиум, Универзитетот повторно ја потврди својата заложба за негување на критичката мискла, зајакнување на демократските вредности и промовирање на академската слобода. Студентите на Укло не се само рецептивни субјекти во образовниот процес, туку суштински актери во креирањето на академската мисла и општествените трансформации. А сега, како дел од големото Колор семејство, тие се препознаени како клучни партнери во иновацијата, етичкото лидерство и одржливиот развој. Кон крајот на ова издание на емисијата Студентски парламент на Укло ФМ Битола, уште да најавиме дека во следното издание на емисијата ќе имате можност да ги слушнете разговорите и говорите на останатите учесници на Укло Тривиум 2025. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент. Емисијата тонски ја реализира Љупто Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Укло ФМ Битола, април 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk